Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. А со вас во оваа емисија ќе биде Ведран Андоновски. Почина еден од клучните американски дипломати, архитектот на Дејтонскиот мировен договор Ричард Холбрук. За ова на почетокот на вестите. Дипломатот кој служеше како специјален пратеник за Авганистан и Пакистан почина во понеделникот на возраст од 69 години. На Холбрук му се слоши во петокот на средба во Стейт Департментот со државната секретарка Хилари Клинтон. Веднаш беше пренесен во болница во Вашингтон, каде не помогна 20-часовната операција за поправање на аортата и спречување на излевањето на крвта, ниту последователната извршена во неделата. Председателот Барак Обама го нарече Холбрук вистински гигант во американската надворешна политика, која направи земјата побезбедна и попочитувана. За секретарката Клинтон, тој е еден од најжестоките поборници и најпосветените на јавната служба во САД. Основачот на Wikileaks, Джулијан Асанџ, денес во повторен обид да добие можност да се брани од слобода со кауција, една недела откако лондонскиот суд го одби неговото прво барање. Асанџ се бори против испорачување во Шведска, каде е баран за испрашување за наводен сексуален престап, што тој го негира. Поддржувачите на Асанџ најавија протести пред судот. Некои веруваат дека барањето за испорачување е мотивирано од објавувањето на стотици илјади документи, меѓу кои тајните американски дипломатски телеграми на Wikileaks. Арктички студ ги окова Соединетите американски држави. Само во Индијана снежни наноси и до 1,60 сантиметри. Досега починаа 16 лица. Властите предупредуваат да се остане дома и на топло. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Во продолжение на Newsflash, објавувањето на доверливи американски телеграми на Wikileaks разневи политичари, охрабри активисти, мотивираше хакери да нападнат компании за кои сметаат дека се против основачот на интернет страницата Джулијан Асанџ. Следниот прилог фрла светлина на човекот, чиј најчест придружник му е мистериозноста. Стои зад досега невидено обемно објавување на доверливи владини информации. Го подели јавното мислење околу тоа што треба да знае јавноста. Иако е во затвор во Британија, поради навод за силување во Шведска, на неговата страница и натаму излегуваат доверливи податоци. Појавноста му е на прв поглед студена, повлечена. Кој на вистина е Джулијан Асанџ? Професорот по психологија Джералд Пост од Универзитетот Џорџ Вашингтон во Асанџ гледа клиничка нарцисоидност, фасада на арогантна супериорност зад која се крие несигурност. Има сугестии дека води доста ослабен живот, иако има бројни симпатизери, дека се повеќе заповеда, речиси како автократски диктатор. Крајно спротивно мислење има Џо Гламвил од Организацијата за слобода на говорот, индекс на цензорство, која го има сретнато. Очигледно целосно посветен, животот му се врти околу Wikileaks. Оди од место на место, крајно посветен на каузата. Вон Смит, собственик на клубот Frontline, во кој главно членуваат новинари, а каде последниве месеци пред апсењето престојуваше Асанџ, вели дека преку 90% од членовите на клубот го поддржувале додека бил таму. Случајот не е едноставно црн или бел. Wikileaks го доведе во прашање однесувањето и на новинарите и на владите, коментира Смит. Не велам дека неопходно сум задоволен од објавувањето на информациите. Потребна е мощна широка перспектива за да се разбере што се случува. И симпатизерите и критичарите наведуваат дека што и да се случи со Асанџ, она што тој го започна можеби не ќе може да биде сопрено. Според податоците на Светската здравствена организација, 500.000 луѓе годишно починуваат од сезонски грип. Лекарите препорачуваат вакцинирање секоја година, но научниците сега работат на универзална вакцина, што може да ги заштити луѓето од сите видови на грип. Најбитно, вакцината би штитела неколку години.
Во канцеларијата на овој педијатар од Атланта, сојузната држава Џорџија, ова време годинава е мошне зафатено. Во Џорџија има најголем број на заболени од грип во САД секоја година. Годинава веќе се појавија неколку варијанти. Дженифер Шу е лекар во детската медицинска група во Атланта. Регистриравме случаи на грип Б, грип А. Центарот за превенција и контрола на болести вели дека најповеќе циркулира H3N2, иако во некои тоа станува збор за H1N1. Лекарите препорачуваат вакцинирање пред секоја сезона на грип за сите лица на возраст над 6 месеци. Научниците имаат задача да предпостават кои варијанти ќе се појават, па потоа се произведуваат вакцини. Истражувачите кои работат на универзалната вакцина се надеваат дека во иднина не ќе мора да предвидуваат. Ентони Фаучи од Националниот институт за алергија и инфективни болести вели: Се покажа успешно кај глувци и мајмуни. Веќе започнавме истражувања со луѓе и мислиме дека може да добиеме иста имунолошка реакција и кај луѓето. Предноста би била вакцината да овозможи заштита од сите видови на вируси, уште повеќе да се даде на децата и да трае неколку години. Во 2009 имаше недостаток од вакцини во светот кога се појави вирусот H1N1. Производството одеше бавно, затоа што научниците најпрво мораа да го развиваат вирусот во милиони јајца, а за тоа беше потребно време. Научниците велат дека универзалната вакцина нема да се развива во јајца, туку би се произведувала со користење на генетичката секвенција на грипот, со што вакцината би била побрзо достапна, помалку луѓе би се разболеле и починале и би било многу поевтино отколку да се произведува вакцина за грип секоја година. А во утрешен Ньюсфлеш, деценија и половина откако покојниот Холбрук го издействува Дејтонскиот договор, жителите на Сараево говорат за животот во повоена Босна и Херцеговина. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Утре во да се остави себе. Дали се залечени раните 15 години по мировниот договор во Босна и Херцеговина. Гледате утре во Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Ведран Андоновски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.